За некои таа е најголемата македонска звезда и поп икона. Девојката која пред 20 години ја плени Југославија со хитот Бато, денес се чини дека има исто толку непријатели колку и фанови. Можеби пред 5 години критиките ќе ја погодеа, но денес таа е похрабра и поуспешна од било кога. Со 30 години успешна кариера, безброј хитови во Македонија и регионот, нејзиниот следен предизвик е да ја освои Европа. На 24 мај, настапувајќи четврта поред, таа е силно решена да блесне на евровизиската сцена и да им покаже на сите дека 16 години чекање за настап на овој музички фестивал не биле залудни. Иако вети дека нема да дава интервјуа до 29 февруари, кога ќе биде промовирана нејзината евровизиска нумера, само за лидери, Калиопи направи отстапка и за прв пат проговори за безбројните шпекулации околу нејзиниот приватен живот, кариерата и противниците со кои се соочува секојдневно. Во ова издание на Лидери го славиме успехот на единствената Калиопи. Калиопи е родена на 28 декември 1966 година во Кичево. Потекнува од богато крушевско семејство, а крстена е според низината баба Калиопа, која била специјално донесена од Египет за да се омажи со низиниот прадедо. Калиопа била една од најубавите и најобразованите жени во тогашно Крушево. Мојата прабаба Калиопа, таа е Калиопи, јас сум Калиопи. Некако мислам дека уште како дете сама си го применував Калиопа во Калиопи и Калиопи остана тоа. Еве до сега. Калиопа, да, таа ја била донесена од тој таткото незен, таа потекнува од фамилијата Шкаперда. И таткото незин ја испраќа за Крушево со брод затоа што некој бродовласник во Кајро се загледал во неа, се заљубил и тој бил грк и не сакал да ја даде за грк. Морала да се омаши во Македонија и мојот прадедо Ристо ја дочекал во Крушево и тоа било љубов на прв поглед. Блескавата кариера на Калиопи започнува со настапот на Златно Славече во далечната 1976 година. Уште од мала е решена да биде пејачка. На семејните веселби ги организирала сите во хор, но таа секогаш била главниот вокал. Имала желба сестра и Корнелија да биде новинарка и да пишува за неа, а брат и Томи да ја фотографира. Иако Томи ја фотографираше за албумот Обоиме, интервјуто со сестра ѝ се уште се нема случено. Неколку недели пред првиот ваш настап на Златно Славече, 76 година, седите вие пред вашиот телевизор и снимале комода на телевизорот и вие сте ги расчистувале работите над комодата. Да. И мајка ми Марија ве прашала: Калиопи, што правиш? И вие сте рекле: па мамо, правам место за моето Славече. Да. Дали тога се раѓа таа верба во себе и во својот талент? Не збориме тука за нарцисоизност или егоизам, туку верба во себе и во својот талент и дека се е можно. Веројатно, како дете не сум го толкувала тоа како верба во себе, бидејќи се уште прерано имав само 9 години. Имав само 9 години, но можам да го опишам чувството, вербата во успехот, вербата дека она што го работам е толку силно, толку моќно по емоција, дека тоа не може да не допре до другите. Мора да го видат, мора да го приметат. Тоа мора да заврши крунисано со нешто. А во тоа време, бидејќи се работеше за Златното Славече, Златното Славече беше круна на она што јас како емоција знаев дека ќе го пласирам и сервирам. Јас бев уште далеку од патот на качување на сцена, соочување со публика, соочување со оркестар,
кој што свиреше во живо, требаше да пеам во живо, камери пред мене. Така да, кога дојде тоа финале во универзална сала, нормално, јас уживав, а тие се тресеа во публика, затоа што мајка ми подоцна многу ми кажа дека кога пораснав, додека била во публика, само се молила на Господ. Кога се прогласувале наградите, Господе Боже, дај барем трета награда, било која награда, една награда само да не биде разочарена. А јас се разбира, позади сцена, веќе ни беа соопштени наградите и требаше да се спремеме за излез на сцена. Така да, многу е чуден тој момент. Дури и денеска од овој агол, кога ќе свртам наназад, се прашувам што е тоа. Веројатно е, врзано со Бога. Првата награда на Златно Славејче е само предзнак на она што ќе се случува на Калиопи во иднина. Иако го заврши средното музичко образование на одсек соло пеење и се запише на факултет, судбината имала друг план за неа. Набргу по запишувањето на факултет, таа заедно со Ромео Грил го формира бендот Калиопи, кој и денес важи за еден од најуспешните во поранешна Југославија. Ме интересира што значеше да бидеш звезда тогаш. Не само звезда, што значеше за вас да функционирате како пејач, како бенд во тоа време, бидејќи критериумите биле тотално различни. Да. Морам да признам, кога некој често пати им се случува на новинарите кога давам интервјуа да ме прашуваат за споредби за тогаш и сега. Ја велам неспоредливо. Тогаш за тогаш, сега за сега. Бидејќи би било многу страшно кога би го споредила тоа време со денешново. Разликата на смислот на вредности од тогаш до денес е каде поразлична. Дури можам да кажам дека денешниот систем на вредности е срушен. Дури да не кажам најстрашното не постои веќе. Морам да признам дека во тоа време кога се формираше групата Калиопи, бев исто се уште млада, се уште недоволно зрела да размислувам за некои моменти кои што треба да ми се наметнат во однос на некоја рационалност, на однос кон таа работа. Јас сето тоа сум го земала како желба, како емоција. Тука имало луѓе кои што се грижеле за се останато. Ромео Грил и Григор Копров беа во тоа време авторски тандем кој што навистина ги поставуваше стандардите во поп музиката во тоа време. Група Калиопи и Лепи Сол беа единствени две групи од Македонија во тоа време кои што направија југословенски кариери. Подоцна се појавува и Низар и така натаму, но тоа е времето кога веќе ние заминуваме во Македонија. Морам да признам дека на тој пат Ромео Грил изигра една многу битна и суштинска улога во однос на мојата кариера, бидејќи после првиот албум тој се реши да направи еден албум кој што до ден денеска остана. Е синоним, значи, во однос на поп-рок музиката, не само во Македонија, туку во цела Југославија. Тој е албумот Роđени, на кој што се наоѓаат хитовите како Бато, како Кофери љубави. Дали ве поддржуваа родителите на почетокот на вашата кариера? Бидејќи повторно, секогаш. Можеби повторна анегдота, вие бевте дел од филмот Срекна Нова 49-то, нели? Не ве пуштале додите на снимање на тој филм. Леле, се сеќавам на моментот. Сеќавам Љупчо Константинов и Столе Попов, режисерот на Срекна Нова и авторот на музика, се појавија во нашиот дом и бара дозвола од мојот татко да бидам дел од филмот, со тоа што во Срекна Нова требаше да ја пеам Пиши ми. И целата сцена почнуваше со еден крупен кадар. И татко ми, не може, таа има сега школа, мора да учи, мора да биде добра во школа, тоа е сериозен ангажман, не кеше да попушти никако, но нормално со добра мисла да ме заштити од некои
работи кои можеби сметаше дека се прерано да ми се случат. Но бидејќи бев татина ќерка и устари татин син, повеќе бев татин син него татина ќерка, еден поглед, една молба во погледот и потрошени зборчиња. Молим те, тато, молим те, уште сега, само уште сега. И ме пушти, даде дозвола и бараше сето тоа да ми одземе што помалку време. И јас се спремав како малтене дека ќе снимам холивудски филм. И се замислував дека тоа сето ќе биде навистина во потерк на холивудските филмови. Јас ќе блеснам со прекрасна хаљина и мејкап. И кога дојдов тамо во Вардар филм, во шминкерната, кога почна да ме средуваат, детето заборави дека го средува за после војно време, нели? Тоа беше многу скромно, многу суптилна, изведена и шминка и гардероба, која што мене не може да ми се допадна. Си бев многу чудна и малку разочарена бев од својот извод. Но денеска кога го гледам филмот, сваќам дека тоа биле само празни детски соништа, а она што филмското платно е заближено на филмското платно е нешто што многу ми значи и дефинитивно тоа е едно ремек дело. Деби албумот на бендот Калиопи е издаден во 1986 година, 10 години по настапот на Златно Славејче. Песните Да море зна и Лав придонесоа бендот да биде еден од најслушаните во Југославија. Но ништо не се споредува со успехот на нивниот втор албум Рогјени, на кој се наоѓа и мегахитот Бато. Разговарајќи со многу луѓе од таа генерација, добив коментари дека песните биле забавни, меѓутоа секогаш криеле некоја скриена порака и затоа биле многу интересни. Да. Особено песната Лео. Значи постои некоја мислење дека не е толку еднодимензионална како што звучи. Добро, најдобро за тоа и најкомпетентен е авторот да зборува. Ромео е прилично луциден автор и за тоа време навистина знаеше да протурка двосмислени и тросмислени мисли низ неговите текстови. А при тоа имаше едно феноменално оружје, мојата младост, наивност, чидност, затоа што јас вистина бев таква. И додека можеби тој мислел на трета работа, јас го мислам она што го читам буквално, одиме на чај. Дури и тој момент беше многу добар маркетиншки момент во однос на она што ние како тема го поставувавме во тоа време. Затоа што никој не можеше да каже дека тоа е вака или онака. Да кажеме песмата Мама на албумот. Исто и таа била забраната во тоа време. Таа беше забраната во Хрватска на неколку радиопрограми, затоа што тука Рома за прв пат опиша мајка која што е проститутка. Јас сум горда на тие моменти, затоа што често пати имавме и ангажирани текстови. Ние така добро се 3 точки, а тоа беше еден политички текст кој што во тоа време зборуваше, ангажиран текст кој што зборуваше за распадот на Југославија. Кога никој, ама баш никој не можеше ниту да помисли дека до таква нешто ќе дојде. Можеби оние големи глави, политичарите веќе мрселе некакви конци, ама обичниот свет, народот немал поим за такво нешто. Добро, а кој е Бато? Сите прашуваат кој е Бато. Сега повторно има една анекдота дека вашите родители не ја поддржувале вашата врска со Ромео. Добро. И Ромео всушност е Бато во целата песна. Не е Ромео Бато. Бато е Бато. Бато е брат. Брат кој што ја слуша мојата приказна, мојата исповест, која што многу јасно велам, не знам дали Ромео токму
веројатно може да и свесна и подсвесна, но повеќе мислам дека е свесна, затоа што кај Рома е се смислено и намерно. Се сеќавам кога ја направи бато. Јас носев чај, да се стоплиме, тој певуцкаше, свиреше акордите. И така се роди бато. Мене веднаш ме удри песната, бидејќи се поистоветив со мојата интимна приказна. Моите не одобруваат таа врска, бидејќи бевме инволвирани во работата заедно, јас бев многу млада. И само овде кажа и не наопи. Тоа е најголемата грешка, бидејќи уште од малечка јас бев борец за мојата лична слобода. Значи, се можеш да ми земеш, само слободата не ми ја земе. Така да избегав од дома. И тоа беше многу тежок период, затоа што избегав да се изборам за својата слобода, за својата љубов. И 3 години бев оддалечена од своето семејство. Значи, тоа беше наистина многу тежок период. По 2 успешни албуми, приказната наречена група Калиопи завршува. Калиопи и нејзиниот партнер Ромео, на големо изненадување на сите, заминуваат за Швајцарија. 10 години ќе ја бидат потребни на Калиопи да се пронајде себе си и да собере храброст да се врати во Македонија. Многу беше тешка помислата да знаеш дека еден сон кој што си го живеел со отворени очи веќе нема да го има. Па, во тој момент е подобро да отпатуваш во непознато. Некаде каде што човек мора да почне од нула. Да заборавиш дека си бил некој нешто некаде почитуван, ставен на пиедестал и одеднешка си никој. Значи, некој со име и презиме, но кој што нема изградено свој личен интегритет меѓу општеството. Мислам дека заминавме во потрага за нешто, за нова среќа, но тоа беше еден прилично интересен пат. Не едноставен, многу проткан со многу тешки моменти и искушенија, но мислам дека си покажавме една работа, дека сме многу јаки и како личности и како уметници. Во еден момент Опи морав да оставам зад себе, за да се појави Калиопи, која што едноставно стана синоним за нешто и некому значи во поглед на она што и малку ми не знаат вистински која сум, па и јас самата не знаев која сум. И јас морав некогаш да бидам она што другите бара од мене. Но која е мојата сила? Не знаев, бидејќи повеќе мислев дека сум слаба отколку јака. И токму заради тоа мислам дека Швајцарија мене мораше да ми се случи. Ако не биле толку многу солзи, толку многу непроспани ноќи, чувство да сакаш едноставно да избегаш, се да снема, да те нема. Имало и такви моменти, а при тоа пак да останеш здрав. Да не мразиш никого, да не осудуваш никого, да умеш да простиш и тој пат трае уште, тој пат уште не е завршен. Не сум јас тамо каде што треба да бидам или каде што можеби ми е предодредено да бидам. Не зборувам во моментов за кариера, не зборувам во моментов за успех. Зборувам од чисто човечки аспект. Која сум јас како човек, сум успеала ли да се поведам себе, сите мои болести. Ние сите патиме од некакви болести, кои не мора да се од органска природа.
се сеќавам на моментите кога се вратив за прв пат тука, 96 година. Кој знае како сум делувала јас на луѓето? Која еуфорија било тоа? Која потреба за љубов, која потреба... Јас како да дојдов и како да ми се мое, и телесно, и духовно, и енергетски, сакајте ме, тоа ми не ми треба. Веројатно тоа го прави, ја прави крхката природа на уметникот. Потребата за докажување, потребата она што го даваш некој да го сака и да имаш чувство дека тоа допира до некога. Луѓето често тоа знаеле да го протолкуваат погрешно, но јас сум била самата крива, затоа што многу е битна манифестацијата на емоцијата. Во 1996 година, придружувана од незините колеги од Швајцарија, на Скопскиот фестивал, Калиопија изведува песната «Само ти», незината прва авторска песна. Иако песната го освои првото место на Скопскиот фестивал, сепак не влезе во финалето на Евросонг. Дали таа еуфорија со «Само ти» беше прекината на моментот кога дознавте дека всушност нема да пеете на Евровизија со «Само ти»? Се сеќавам кога победив на Скопскиот фестивал, се вратив во Базел, ме пречека новинари, имав пресконференција во Базел. Беа воодушевени од песната, од настапот и сеќавам дека во Женева требаше да се извлекуваш дребот кој земи ќе одат. Во тоа време немаше можност како сега да се настапи во полуфинална вечер па да се оди понатаму. Едноставно тогаш по пат на излекување зад кулисно се случи работи кои што никој не можеше ниту да ги контролира, ниту да ги раководи од наша страна, бидејќи Македонија беше толку млада, мала и немоќна земја во моментот. Најлесно беше неа да ја шутнат. Но, јас тоа го доживев многу страшно, бидејќи јас верував во «Само ти». И јас верував дека доколку имам шанса да го отпеам тоа на голема сцена, дека тоа ќе допре и пошироко од она еуфорија која што случи кај нас во Скопје. Дури медиумите беа шокирани во Швајцарија, имаше реакција во тоа време по новини, се сеќавам како е возможно една песна изведувач како што «Само ти» изведувач како што Калиопи да не влезе во финалето на Евросонг. После тоа, бидејќи тоа многу страшно го доживев, ми се случи еден од моите најголеми животни пехови. Почнав да го губам гласот. И за голема среќа, во несреќата, е што во тоа време во Базел и до ден денеска, можеби е веќе во пензија, работеше доктор Јозеф Сопко, кој што по потекло е Словак, оториноларинголог, хирург, професор, кој што работеше на клиниката државна и имаше своја приватна ординација во Базел. Ке него доаѓа Павароти, Монсерат Кабаје, значи врвни уметници. Важеше за еден од најголемите светски стручњаци во негова област. И првенствено се обиде по пат на терапии да ми го врати гласот. И еден ден се сеќам, тоа никогаш нема да го заборавам, кога ми кажа: ама господјо Грил, во таа време бев Калиопи Грил, господјо Грил, па ја не можам да ви излечам душата. Во 1999-та, 13 години по последниот албум на бендот, Калиопи го издава својот прв самостоен албум «Обоиме». 9 албуми и 13 години подоцна, Калиопи е на врвот на македонската и регионалната музичка сцена. Но многумина не можат да ја го простат успехот. Сите овие години многу е потешко и покомплексно да се работи така. Бидејќи во тој момент јас не сватив на една работа, дека не секому ќе му годи моето присуство на музичкиот пазар на тој начин. И
со самото тоа сигурно сум навлекла многу не само непријатели, туку и луѓе кои што со текот на времето се трудиле да го оспорат и мојот квалитет, а кога не можеле мојот квалитет, сакале да го оспорат можеби човечкиот аспект на моето постоење, што е исто еден многу зол момент, но веројатно попатно научив да бидам силна. Како се справувате со тие непријатели, бидејќи сте една од страните личности која што е многу осудувана? Од најразлични аспекти, со најразлични случаи. Мислам дека и вие имате почувствувано дека во еден момент ве креваат како најголема македонска поп дива, во другиот момент ве спуштаат доле. Да. Како се справувате со таа негативна енергија? Многу е тешко некој да ви го прости успехот. Може само да ви се радуваат оние кои што допреле до нешто што е вистинско или се потрудиле да ве разберат, бидејќи ве сака. Може би првиот момент е вистински сакањето, но не секој еден може да ве сака. Јас со тек на времето сватив дека е погрешно, дека е ступидно да се трудиш секој да те сака. Невозможно е. Но едно нешто сватив дека е возможно. Без обзир на тоа дали некој ве сака или не, да ве почитува. Или да го почитува она што го правите. Како ќе го почитува? Само доколку му покажеш дека ти вистински си доследен на својот труд и тоа што го работиш искрено и честно. Цело ова време максимално се трудев тоа да остане така. Сега, не секој тоа ќе го разбере. Во суштина мора да постојат луѓе кои што ги нервира. Мора да постојат луѓе кои што ги нервира мојот успех, ги нервира мојата музика, ги нервира мојот глас, ги нервира начинот како ги гледам, ги нервира се, затоа што ни едноставно решиле од самиот старт да не ме сакаат. И јас долго време си размислував зошто е тоа така, каде јас грешам, што правам погрешно. Сега размислувам што им е на тие луѓе, што е тоа толку тешко што им се случува во нивните животи, што не може да ја примат емоцијата на еден вистински начин. И всушност, па не морам јас да постојам за секој ден да ме сака. И не секој јаде граф, не секој јаде јагнешко месо, не секој обожава супа да јаде. Секој од нас сака различни нешта. Но би била најсреќна кога би знаела дека луѓето учат да ги почитуваат вредностите, без обзир дали тоа им се допаѓа или не. Значи, раскрстив со моментов дека тоа ја што го правам е толку вистинско дека секој треба да го сака. Не мора да го сака. Меѓутоа на почетокот сакавте сите да го сакате, тоа е нормално. Уметникот е таков. Уметникот е во суштина, да, можеби јас сум крива, јас секој пат малкумина можеле да знаат и да ја почувствуваат мојата вистинска природа. Јас сум во суштина многу срамежлив човек. Да. А кога ќе излезам како горопат на сцена, како некој кој што толку сигурно, дури пресигурно гази и мисли дека цел свет е негов, така е сликата која што давам веројатно надвор од себе си, таа претерана самоувереност некого може и да го нервира. И апсолутно денеска веќе носам едно друго време, носам други години, друга зрелост, друга мудрост и се трудам таквите моменти веќе да ги нема. Не со цел дека сега некого ќе го вратам да и се обидам на тој начин да ме засака. Не, едноставно тоа е веќе незамарање себе си, кој ќе ме сака и колку ќе ме сака. Денеска ми е дури брутално, морам да признам, еден тотален контраст на сето тоа. Денеска воопшто не размислувам за тоа. Се едно ми е тоа. Калиопи повторно ја брануваше јавноста кога беше избрана од страна на МТВ да ја представува Македонија на Евровизија во Баку 2012. Вие сте сепак еден бренд,
лично сметам дека Евровизија воопшто не ви е потребна. Зошто сметате дека Евровизија баш ви е потребна во овој момент? Евровизија не ми е потребна мене, а ми е потребна на Македонија, како поле каде што ќе покаже вредност, дел од својата автентичност. Не мора тоа да биде етно песма, не мора тоа да биде етно игра или толку длабоко во коренитоста да се навлезе. Автентичност по мене подразбира биографија. Автентичност по мене подразбира добра песма, која што секој еден европјанин ќе разбере и ќе ја сака и ќе ја почитува. Не мора да ја сакал да испочитува, бидејќи да примети дека во тие 3 минути има една приказна која што говори за една земја, за еден народ и една култура. Токму поради тоа што во таа вечер милионски аудиториум, повеќе милионски аудиториум, кој што е несвојствен за било која друга музичка манифестација, го гледа тој настан, за мене како што сум знаела дека златното славиче ќе биде мое, сум знаела дека тие 3 минути, доколку бидат мои, ќе ја представам Македонија во едно светло, да секој еден македонец биде горд во тие 3 минути. Како што сме горди кога ги гледаме нашите кошаркари кога играат, како што сме горди кога ги гледаме нашите ракометари кога играат на европско првенство, како што сум горда јас кога гледам како мојот народ реагира на тие успеси, за прв пат се буди чувството дека е убаво да си македонец, дека е убаво да ми се вее знаменцето од колата додека возам. Тоа го немавме ние до сега. Тоа ни се случува сега последните неколку години. Па може би Господ сакал токму така да 16 години не ми се случи, туку сега кога ја имам таа биографија која што имам, кога го имам тоа искуство кое што го имам, кога на мојот глас спечелив уште неколку мраморни мрежи соткајни од сето тоа искуство и кога имам храброста да знам дека Роме е тој кој што може како автор најдобро да ме допре во моментов, бидејќи потребно ми е за тие 3 минути повеќе од добра песна. Затоа што многу добро знам дека во тие 3 минути ќе се чувствам најосамено на таа сцена. Јас ќе бидам во тој момент најосамениот човек. И што е она што мене ми помага да бидам силна на сцена? Песната. Сега откако знам дека ја имам песната, ги имам тие 3 минути и не е важно што ќе биде со пласмана, бидејќи пласмана знаеме. Како што 96 година можеле да ме дисквалификуваат и без да чујат зашто таа јас пеам. Значи, ова е една можност некој да ме дисквалификува од местото кое што мене по природа на нештата би ми припаднала. Така да, тотално неоптеретена. Не се плашите од неуспех? Не одам да погинам на Евровизија, тоа го кажав веќе неколку пати по медиумите. Не сум оптеретена бидејќи имам песна, си имам себе и ја знам дека во тие 3 минути ја имам магијата. И доволно ми е да знаат, ова беше од Македонија, тоа е тоа. Се друго е неважно. Како реагирате на сите, не се критики, тугите коментари дека вашиот еден бив сопруг ви ја прави песната, другиот ви ја прави сценографијата. Меѓутоа не би сакало да прашам негативно да ме сватите. Сакам да им објасните пораката која што носите цело време со себе, дека добриот тим не се менува, иако стои развод помеѓу тој тим. Може ли во една порака тоа да го сумирате, бидејќи на многу луѓе не ми е јасно, прво како со Роме уште соработувате, а не се во брак, и второ како сега со вас соработувате, а повторно не сте во брак? Едно е најдискутабилно и најважно во целата ситуација, дека не станува тука за бивши сопружници или бивши релации или раскинати релации. Ке мене релацијата трае константно од моментот кога се сплотувам со една душа. Значи, би било
апсурдно, излишно да го објаснувам тоа, бидејќи ќе биде газење по површина. Длабочината се состои во нешто друго, да го почитуваш човекот за тоа што значи и вреден е. Ако тоа не умеам да го почитувам, тоа исто како да не се почитувам себе си. Затоа што како можело со години да постои некаква комуникација, верба и начин на соработување и одеднашка тоа да не може. Зашто? Затоа што дошло до прекинување на некаква релација животна. Тоа е по мене многу ступидно и не можам да го прифатам ниту како менталитет, ниту како ментална структура, ниту како дух, затоа што за мене важи една работа, дека Ромео Грил е за мене најдобриот автор во цела моја кариера и ги направил моите најголеми хитови. И со сета почит, сигурно, моја доблест е да му се обратам, да кажам дека во тој момент значајно ми е и битно ми е да го имам покрај себе. Се друго е помалку важно, не можам да го оспорам уметничкиот талент и способност на Еден Зафирчев. Едноставно, она што ми е важно да имам луѓе на кои што им верувам покрај себе. Како што е неоспорно значењето на една Лорета Андовска во мојата кариера, како што е значењето на сите мои пријатели, блиски, кои што со своето мислење, со својата критика допринеле да бидам повнимателна во она што го правам. Зашто никој не каже еден Ромео Грил кој што ги напиша легендарните Бато, Куфер љубави, кој што ги изработи албумот Обоиме, денеска стои рамо до рамо. Порано во Југославија не вика југословенски Юритмикс. Тоа е како да Дейв Стюарт дојде денеска, кој што никогаш бил во љубовна врска со Ани Ленокс, па не треба веќе никогаш повеќе да работи. На нивниот камбек цел свет чекаше со долги години. Довикувам, или како се вика, желбата моја да ги донесам во мојот живот повторно некои случувања вредни за почит. Тоа само го правам, ништо повеќе од тоа. Кој тоа може да го свати, ќе го свати. Кој не може, не мора. Затоа што јас пак продолжувам по мојот пат, таму каде што мислам дека треба да стигнам. Црно и бело е името на песната со која Калиопи ќе не представува во Баку. Имавме можност да слушнеме дел од песната за време на снимањето на емисијата. И слободно можеме да кажеме, Македонија конечно го има вистинскиот представник за песна на Евровизија.